Едно, да кажеме 40, 50, дури и до 60% од самиот отпад доаѓа од органски отпад. Ние сме овде земјоделски крај. Имаме повеќе фабрики за конзервирани производи. Имаме пазар, имаме доста земјоделци. Отпадот се фрла со истиот отпад и се носи на депонија или се фрла по ѓубриште. Друго, правивме анкети по земјоделски аптеки, каде што увезуваме хумус од трети држави, како Холандија, Германија, Грција, и кој што чини по 10 денари и надминува 10 денари по литар. Ние можеме самите да го правиме тоа. Значи може да се направи свој бизнис за продажба во нашата држава и надвор од државата. И тоа е возможност, само треба добра организација и волја за тоа. Значи, истовремено го намалуваме волуменот на отпадот на самата депонија и самите трошоци. Значи, таа е огромна количина и не е блиско самата новата депонија која што е отворена. И на овој начин сакаме да докажеме, значи овие 3 корита сега за кратко ќе дојде камионот комуналец. Имаме одлична соработка со комуналец и општина Гевгелија. Ќе се приклучуваат фирми на доброволно, што исто така сме изненадени. Ние мислевме да им пратиме повик, меѓутоа самите се вклучуваат и сме благодарни на тоа. Нашата се извинувам. Да. Нашата цел е од самиот отпад да докажеме дека можеме да сработиме хумус. Ова е градскиот пазар од Гевгелија. Тешко е малку да се навикнат луѓето да се селектира отпадот, меѓутоа како за првично или за почеток, да кажеме, на истиот проект, затоа што ние им придадовме на сите продавачи во четвртокот, можеме да кажеме дека сме многу задоволни од селекцијата на отпадот. Иако имаше, нели, и по некоја пластика, меѓутоа како за првично за почеток е во ред и се надам дека ќе тераме така и понатаму. И исто така од овој дел што е од пазарот, ќе им вратиме на земјоделците во хумус. Доколку има, да кажеме, 100 литра ќе биде поделено на сите продавачи, значи тие прават добро за животната средина, за сите нас, а исто така прават добро и за себе.